Мојот звук од Оливера Николов. Анча е на прагот од детските години, а токму тоа е знак дека ништо веќе не е исто. И се лути на сестра му Лена, не ја разбира мајка си, а веќе не разговара ниту со најдобриот другар Ване. Не се тоа некои си панчеванци, туку нешто ново, толку чудно и несфатливо. Да, го советуваат тие да почитува, да не се вообразува многу, но како кога не уме? Мош недобро ги лови туѓите мисли, а пак никогаш, ама баш никогаш, не би посакал да биде нечија копија. Тој си е првак за себе посакуваното. Преку фотоапаратот што го добива, го искушува восхитот од малите драгоценности. Набргу заминува на кратка посета кај тетка му во Скопје, со безнадежна мисла за лекциите по воспитување. Но таму ќе најде на нешто сосем интересно, а со кое несвесно ќе докаже колку тој всушност вреди. И откако конечно ќе се докаже, како цела среќа да ќе го осветли. Со тој наведум обичен, а толку чудесен микроскоп, ги открива туѓите тајни и ја довршува семејната служувалка. Па, дури тој час се е јасно. Не беше пропуштил тој ништо досега. Научил да цени, зашто секој си има свој звук. Оваа книга ја доживеав како книга со поспецифичен стил, а еве и краток извадок за да ве доближи до истиот. Значи така, ја земам енциклопедијата, Лиле помина, ги отџагори очите, па се поврати. Божем, гледа во нешто друго, во книга до мојата. Чисти фазони. Ја слушам како и вели на библиотекарката, можам ли да ја земам она енциклопедија дома? Библиотекарката се поткрева на столчето за да види на што и се покажа. Албум, првак и микроскоп. Делот по главијата, односно структурата на мојот звук. Едно од не толку препознатливите дела на една од најчитаните македонски авторки на македонски класици, Оливера Николова. Воедно, секоја година се доделува и соодветна награда за необјавен роман токму во чест на нејзиното име. Дел од нејзините најпознати дела се токму Зоки Поки, Девојките на Марко, Ни чукаат ли срцата за нас и слично. Иако издадена во 1977, оваа книга обработува безвременски теми, односно нешто што не излегува од мода. Ги допира имагинативните преживувања, слободата, детската психа и интима. Нешта што се доста сензибилни. Со дела како ова се потсетуваме на старите мотиви и навистина е убаво да се посетиме на таквите книжевни обележја.